Зоран Јовановски, 360 степени. Господин Мисковски, со сите огради дека во моментов трае предистрага, дали може да ги кажете повеќе информации за тоа, за каква форма на лиценца станува збор? Вие спомнавте фалсификувана, Министерот за внатрешни работи кажа нелегална лиценца, па ако можем некои информации повеќе околу тоа да ни кажете. Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја, кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. А собственикот на локалот ги има овие документи. Моето прашање во насока, дали се работи за лиценца за кабаре? За кабаре. Така е? Да. И дали, независно од тоа што била нелегална, нејзината важност и во нелегална форма е истечена 2 дена пред да се случи пожарот во дискотеката. Тоа значи дека вчера веќе била истечена. Зависи кога влегува во сила, но архивскиот број е од 13.3.2024, што значи дека веќе на 13, односно 14.3.2025 таа била истечена. 2 дена. Да. Така, да. Тогаш, дали ќе го разрешите директорот на Државниот пазарен инспекторат, кој што би требало да го проверува се тоа, зашто претходно ве прашувам? По која логика да го разрешиме директорот на државниот, прочитајте убаво, по која е логиката, по кој член од законот? Има тој одговорност. Што не, кажавте... тие што ви пишуваат, прочитајте што ви пишуваат, по кој член од законот? Ги читам надлежностите. Да. А претходно од страна на владин представник беше кажано дека од утре почнува поширока акција, да, во која Државниот пазарен инспекторат ќе ги проверува сите лиценци на ноќните локални. Да. Па дали по таа логика би требало веќе од овие 2 дена некој да проверел дали е истечена лиценцата и на оваа дискотека и дали за тоа некој ќе понесе одговорност? Прво, овој документ е фалсификат. Лиценца нема. Правен документ објектот нема од пред повеќе од една година. Овој документ е фалсификат. Дали пазарниот инспекторат требало вчера да излезе токму во оваа дискотека, тоа не го пишува никаде во законот, ниту пак во надлежностите на Државниот пазарен инспекторат. Последен пат таму државен пазарен инспектор се појавил во 2022 година. Зошто не констатирал тогаш пропусти и недостатоци, за кои што денеска јавноста виде, дека постои и во самата градба и во самата архитектура на објектот, тоа е веќе друго прашање и за тоа ќе следи дополнителна одговорност и истрага. За овие 2 дена кај што нема контрола, нема да побарате одговорност. Тоа можам Државниот пазарен инспекторат не е надлежен секој ден во 365 дена од годината. Не постои таков документ, не постои таква одредба, нити во било кој закон дека тој мора секој ден 365 дена да ги контролира објектите. Тие се контролираат по пријава и никаде не пишува.